Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска мој гостин да биде Драган Ковачки, пратеник, дел од извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Благодарам за поканата, Љупчо. Поздрав до вашите гледачи. Драган, по кој знае кој пат да речам, но Али Ахмети повторно се закани, овој пат можеби најконкретно со излегување на улица и со закана, ама ако сега се излезело на улица, таму и ке се останало, немало да се вратат назад. Како гледаш на овие постојани негови закани со радикализација од самиот почеток, буквално кажано, од првиот ден после изборите, кога свати дека нема да го примите во коалиција, тоа се закани прв пат и еве, 11 месец веќе поред, тој се заканува. Последната закана има ли основа, ќе го направили тој и ова ќе биде можеби исто така празна една во ветер закана, како и досегашните 20-тина можеби? Видете, Али Ахмети втор пат ја греши стратегијата. Првиот пат ја греши на парламентарните избори минатата година, кога го исфрливме од влада. И вториот пат е после парламентарните избори, значи ова во континуитет го прави. Се заканува со етнизирање, со радикализирање, со дестабилизација и така натаму, затоа што тоа е пораката, знаете. За еден човек ние сме подготвени да ја дестабилизираме државата. Буквално тоа сака да го каже. Она што јас можам да го кажам е дека завршено е времето на таквите закани, на таквите уцени. Македонија веќе членка на НАТО, треба да знае Ахмети дека секоја закана кон стабилноста на државата е и закана на јужното крило на НАТО. Нешто што мислам дека никој нема да го дозволи. Во изминатиот период имаше обиди од негова страна тоа да го направи, да радикализира преку фиктивно, односно преку лажно сведочење, нели, за промени, за укинување на одредени членови од одредени закони, нешто што навистина беше препознаено и од дел од меѓународната заедница и беше сигнализирано и му беше кажано на соодветен начин за еден од неговите најблиски соработници и мислам дека тој е свесен за тоа. Тоа беше директно посочување на кон него, дека не смее тоа да се дозволи, не смее тоа да го прави. И мислам дека овој пат, доколку се обиде такво нешто да направи, дека повторно ќе биде неуспешно, повторно му е погрешна стратегијата. Она што јас можам да го кажам е дека во Демократската унија за интеграција треба да најдат сила, треба да најдат енергија, да се реформираат. И тука не говорам за Ахмети или за конкретни личности, туку говорам за генерално за партијата, како политички субјект. Треба да најдат сила, да се реформираат, да се исчистат од криминалците, она што цело време го говориме, значи да ги отстранат од своите редови, доколку сакаат да бидат фактор на македонската политичка сцена. И да престанат да се занимаваат со етнички теми, етнички прашања, затоа што тие работи се затворени за нас. Треба да се фокусираат на работи кои што носат развој на државата, кои што носат прогрес и работи кои што не приближуваат до европските стандарди, до европските вредности. Да соберат сила, да ги поздрават проектите на оваа влада, која што макотрапно работи и ги гради, кои што веќе се видливи после само година дена од мандатот, да ги поздрават тие работи и да се приклучат кон овие наши проекти, затоа што така се гради една држава, една сериозна држава. Доколку има обиди за дестабилизација и обиди за радикализација, мислам дека тоа нема да му помине и тоа е крајно неодговорно и политички лудо би го нарекол во овој момент. Првин беше заради тоа што не ги примивте во коалиција. Вториот пат беше заради тоа што Уставниот суд направија притисок врз него со оние шаторите, се работеше за балансерот. Најавија дека ќе го направат истото и за двојазичноста, но Уставниот суд го одложи тоа прашање постојано. Кога ќе им зачкрипи, еве сега, тоа го прават заради Крешник Бектеши. Заради тоа што како што протолкува Дуи, тоа било атак ни помалку ни повеќе, туку атак врз албанскиот
народ и власта, не судството, не јавното обвинителство, не кој било друг, туку власта врши директен атак врз албанскиот народ и заради грешник во превод, нели, би се кажало, тие ќе излезат на улица и ќе протестираат без враг, да, можеби нема да ги примат дома веќе, па затоа ќе останат на улица, се шегуваат по социјалните мрежи, но тоа ќе било, ако излезеле, толку ќе било работава. Заради грешник бектеши. Токму тоа, значи за еден човек вие да обвинувате цел еден систем, а вие сте го создале тој систем, вие сте дел од тој систем, 20 години сте биле, малку е некоректно кон гласачите кои што ве бирале. И некоректно и кон останатите граѓани на државата кои што не ве бирале, меѓутоа сепак ве плаќаат, затоа што тој е пратеник и зема плата од тие граѓани. Не зема плата само од албанците, како ја што не зема плата само од македонците, нели? Главната поента тука која што се провлекува овие денови низ јавноста е од каде Дуи знае дали Крешник ќе биде обвинет или нема да обвинет. Од каде има тие информација, или Али Ахмети од каде има информација, дека поранешниот министер за економија ќе биде еден од обвинетите. Да, може би сега е во притвор и така натаму, меѓутоа знаеме дека истрагата не е завршена. И многу е лошо да се преюдицира, да кажувате дали некој е виновен или не е виновен. Јас со целата почит кон сите кои што се во моментов под истрага, не би сакал никого да обвинувам или пред време да го осудувам. Знаете, многу е важно во Македонија да се направи разлика. Нели, градиме држава која што сакаме да ја носиме во Европа. Мора да се направи разлика помеѓу властите во Македонија. Имате судска власт, имате законодавна, имате извршна власт. Судската власт е таа која што носи пресуди, која што суди согласно устав, согласно закони. Парламентот, собранието, е тоа кое што носи закони, кое што може да направи после тоа одредени расправи, надзорни комисии и така натаму, од кои ќе се завршат веќе процесите во судството, да се види дали има пропусти и така натаму. Меѓутоа собранието не може да биде над судството и да одредува каква ќе биде пресудата. Исто како што собранието не може да биде над обвинителството. И владата не смее да биде. Тие луѓе треба да бидат оставени сами да водат истрага. Затоа и се посебен дел обвинителството. Владата е таа која што ги спроведува политиките, која што овозможува јавни услуги на граѓаните. Меѓутоа не е владата надлежна за да ја води истрагата. И сега вие да се повикувате како лидер на политичка партија, пратени воедно, да се повикувате и да кажувате дека доколку обвинителството, имавате обвинителството, сосема на страна, покрене обвинителен акт против ваш поранешен министер, ќе сте излезеле на улица, ќе сте правеле проблеми и така натаму, заканувајќи се на собранието и на владата. И на судството. Тоа е крајно некоректно, неодговорно. Не се работи за непознавање на правниот поредок, на уставниот поредок на државата, меѓутоа се работи на тоа се политики на очај, јас така би ги нарекол. Нема друга игра, тие се веќе прочитани и ако погледнете цел период наназад, тие само на тие политики играт. Еве, да ве потсетам, дали се сеќавате вие на некој закон или на нешто добро што имаат направено Дуи во изминатиот период за сите граѓани? Еден проект да се сетиме, да кажеме, тоа го направија Дуи и секоја чест и ние тоа да го поздравиме. Нема такво нешто. Само криминал, корупција и такви работи се случува во изминатиот период. Најеклатантен пример, доколку еве сакаат да се промовираат и како лидери кај албанците, сетете се на фабриката ИГО во Тетово. Толку јако ја најавува, на крај ништо не испадна од таа фабрика и мал милион други работи. Сега да не ги споменувам, да не ја замарам јавноста со изминатиот период, многу добро се сеќаваат граѓаните, меѓутоа факт е дека Дуи и под водство на Ахмети не може да биде партија која што во наредниот период ќе се факторизира кај македонските граѓани и да биде дел од политичкиот спектар кој што во иднина би бил одлучувачки во Македонија.
Дали најдобар индикатор дека Дуи не е во право и она што го зборува нема да го направи, но и дека веќе не е никаков фактор, е моментот што Лукаревска од СДСМ во интервју се откажа буквално од нив, ги нарече дека се вакви, такви, онакви, ги осуди за тоа што ќе оделе на пропусти и кажа една многу интересна работа. Сега како опозиција ги се каат затоа што не можат да прават работи кои што ги правеле на власт, ама на власт ги правеа заедно со неа и останатите. Нели кога СДСМ се откажува, буквално се шегував, тројца треба да се откажат, нели, за да работата ја биде како што треба, во условно кажано од ѓаволот како што е, нели, во работата, но таа се откажа, не е прв пат некој од СДСМ да се откажува од Дуи. Дали ова е дефинитивно знак дека Дуи не е она што беше, ниту пак ја има онаа сила што се замислуваат дека ја имаат? Мислам дека Дуи нивната сила најдобро се гледа затоа што тие се во опозиција, нешто што ние сме го ветили дека што не може да го сватат и не може да се помират со тоа, не може да го сватат и затоа се подготвени на крајни чекори, радикални чекори за да на некој начин ја дестабилизираат власта, што е практично невозможно во овој момент. Тоа што СДСМ и одредени нивни поранешни високи функционери се откажуваат, јас тука не би навлегувал, тоа е нека важна катарза прават се. Мислам дека СДСМ е без компас. Тие се без компас во моментов и се подготвени се да кажат. Не е прашање што кажувате, прашање што правите. Тоа се гледа кај во политиката, тоа го гледаат и граѓаните, значи кога ќе се завртите позади вас да се види во периодот додека сте биле власт, значи 7 години, што сте направиле. А направија девастирана држава, продадена држава, уништена држава. Недостоинствена држава. Едноставно држава дадена во рацете на Дуи, кои што овие, што сега ги споменавме СДСМ, ја спонзорира, едноставно ја поддржуваа, така да овие откажувања сега мислам дека се бледи обиди за да се вратат на политичката сцена, мислам дека безуспешно ќе биде тоа, прочитани се кај граѓаните. За нив најдобро е да молчат. Мене ако ме прашуваат, најдобро е да молчат, да се подзаборават работите и предавствата што ги правеа и можеби така на некој начин ќе си вратат дел од гласачите. Меѓутоа, секој обид што и да прават тие тонат се подлабоко. Мислам, има една изрека народна, угоре високо, удолу длабоко. Тие се во таква ситуација СДСМ во моментов. Јас мислам дека тие се обидуваат да направат една важна катарза, прочистување, не баре Дуи се само виновни, не дека не се што вели народов криви ко Грчка, нели, но и тие што ги споменавме првите се соиграчи кои што 50-50 имаат во нешто кажа распродажбата на националните идентитетските одредници, економијата, тероризирањето, судските процеси наместени, сето она што ни се случуваше оние грди 7 години. Но СДСМ обвинува за селективност во истата таа истрага околу Кочани, за која што Дуи обвинува дека е атак врз албанскиот народ, иако и според статистиката над околу 70-тина обвинети се, нели, иако може да се прошири обвинението, има се уште време, не е завршена истрагата, значи можеме да стигнеме и до 100 луѓе, мнозинството и тоа многу повеќе од оние, можеби Дуи би оделе 20-25% да бидат албанци, но не се, дури и помалку се во однос на оние што се најмногу се македонци, значи не може да го аргументираат тоа, ниту пак СДСМ кои што велат селективна била истрагата, односно немало, нели, од овие од оние, напротив, многу добро знаеш дека има и од ВМРО ДПМН и од СДСМ, има и од партијата на ромите, а има актуелен министер, градоначалник од вашите редови, градоначалник од нивните редови, така што сите овие работи паѓаат во вода и за селективноста, но и за антиалбанскиот момент. Кога би оценил оваа истрага, која што веќе трае месец и половина, како би ја оценил како истрага, одбивањето, според многумина вакво нешто не се случило досега. Дури оние што се експерти, така наречени на страната на СДСМ или пак и поранешни социјалдемократи, и тоа правници, излегува и дадоа позитивни оценки во однос на истрагата дека од досега се одвива супер, а за натаму ќе зависело, нели, како ќе поминело ВМРО ДПМН или не, односно ако помине како што треба и се донесе правда, дека имате голема шанса да ја оправите државата. Замисли, тоа доаѓа од луѓе од СДСМ како Гордан Георгиев на пример и останатите, но доколку не биде, нели, тоа би било крај наводно за вас. Но еве, ти како ја оценуваш досега истрагата која што МВР веќе не ја води јавното обвинителство, МВР само действува по барања, нели, на јавното обвинителство, а потоа следува и судот. Вака, многу добро образложивте и мислам дека секој што ја гледа емисијава веќе му е јасно, ама јасно и во јавноста веќе во изминатиот период.
Јас пред малку направив разлика на властите во Македонија и не може да се обвинува владата или да се обвинува владеачкото мнозинство за водењето на истрагата. Не ја води мнозинството, не ја води владата, не ја води парламентот таа истрага. Не ова заев со распупеното. Ние не држевме пресконференции да кажуваме овој толку ќе лежи, кој што правеше овој онолку ќе лежи. Заев така правеше. Да. Тој на митинзи толку говореше. Сега ќе излезат, се сеќавате со кога мафташе со одредени снимки и така натаму и кажуваше пресуди веќе. Кој што се Тоа не се прави. Се реализираа точно според неговите. Па се реализира затоа што тогаш имаше притисок од страна на извршната власт врз обвинителството и врз судството. Царска судството. Сега тоа го нема. Русковска обвинителството не бадија. За жал, да. Се уште е тоа обвинителство кое што тие го гласа, и СДСМ и ДУИ. Мајте. Тие што најмногу сега обвинуваат за селективност или за не знам неправилност во истрагата, токму тие ги гласаа. Ислам Албази и Љупчо Коцевски. Тие ги гласаа. Ќе се потсетите на говорите кои што сме ги имале ние во собранието и како жестоко се боревме против одредени нивни поставувања, меѓутоа во тој момент тоа беа условите и тие се изгласани. За жал не се заврши постапката за разрешување на јавниот обвинител, се случи големата трагедија во Кочани, нешто што ќе не прати сите до крајот на животите. Нешто што Македонија нема никогаш да се опорави и секогаш ќе се сеќаваме на тие млади деца. Меѓутоа, она што ние сме должни да го направиме како политичари, тоа е да се потрудиме да направиме одреден притисок можеби во јавноста за водење на истрагата во правилен правец. Меѓутоа, не со насилство, не со протести, туку со укажувања, со цело време прашување и така натаму. И тоа е во ред. Меѓутоа, прашањата треба да одат кон тој што ја води истрагата. Не кон собранието, не кон владата. Затоа што јавното обвинителство е тоа што ја води истрагата. И пред истрагата, и истрагата. И тие на крај ќе излезат со обвинителен акт. Ако се случи одредени поединци, што сега се во притвори, домашни притвори и така натаму, да не бидат изземени. Значи, може тоа да се случи, да бидат изземени од обвинителниот акт. Меѓутоа, може да се случи таа истрага да биде и проширена. Тоа не значи дека е завршена истрагата. Ние не можеме, јас не сакам да ја преюдицирам. Не сакам да му правам, да давам јас имиња, како што прават поединци, гледат од политичките партии на левици или не знам, одредени сегменти од нашето општество, да посочуваат имиња и презимења. Тоа е многу лошо. Да некого вие го набедите претходно дека нешто направил, а не го направил. Дали некој нештото го направил, судот треба да го каже. Тоа е крајната инстанца. Не политичката партија, не собранието, не левица, не СДСМ, не ВМРО ДПМН. Дајте да оставиме оваа работа да заврши, да се процесуира пред надлежниот суд, да се донесе пресудата, односно одлуката, да се види што навистина се случило и кои се навистина одговорни, па после да седнеме. И да видиме дали има пропусти или нема пропусти. И да видиме што е тоа што доведе до тоа. Затоа што цело време ние говориме дека има одредени системски слабости. Еве ги системските слабости. Ние цело време алудираме на тие работи. Меѓутоа, за жал, не успеавме да се избориме со тие работи во овој краток период. На што мислам конкретно? Системската слабост е во континуитетот на неказнивост. Имаме континуитет на неказнивост, на непревземање, на несторување, на нечинење, на корумпираност. И тоа говорам за целиот судски систем. Ако се превземале одредени мерки, кога ни се случи Дурмотурс, кога ни се случи болницата во Тетово, кога ни се случи автобусот во Бугарија, ако тогаш настапил системот репресивно, кон тие што земаат пари, што се корумпирани, што прогледуваат низ прсти, не сакам да преюдицирам, меѓутоа можеби дело тоа ќе било спречено. Ама ако се знаело дека има систем. Меѓутоа, јавното обвинителство е дел од тој систем. Судството е дел од тој систем. Тука е проблемот. Тука е главата на проблемот кој што треба да се реши на некој начин. Еве, ние пробавме со интерпелации во собранието
ги изгласавме со поголем број на гласови отколку што биле назначени членовите на судскиот совет. Тие што не ги санкционирале овие судиите кои што во овие случаи што ги набројав не превземале мерки, односно гледале низ прсти, не носеле правилни одлуки. И сега ни се случуваат овие работи. Како сега ние да продолжиме понатаму? Кога вие како избран представник од собранието ве назначил, значи вие си дозволивте да не си поднесете оставка иако се знаеше дека ќе ви бидат изгласени интерпелациите. Зборувам за членовите на судскиот совет. И после откако ви изгласаа интерпелација со поголем број на гласови отколку што реков сте биле изгласани за назначување и покрај сите овие работи што ги спомнав пред малку, вие бегате од одговорност. Значи се држите до фотелјата. Или пак некој од надвор не ви дава да ја пуштите. Тука мислам пред се и на СДСМ и на ДУИ. Луѓе кои што жестоко се борат да ја задржат моќта и во судството и во обвинителството со цел да се спасат од постапките кои што гледаме дека се отпочнуваат за нивни поранешни функционери. Да. И тие на тој начин се бранат, односно се штитат. И така се надеваат дека ќе помине година-две, нов мандат, ќе дојдат нови избори и така ќе се спасат. Верувајте дека ќе најдеме начин да се избориме и со тоа. Сме ветиле дека правда мора да донесеме и правда мора да има. Затоа што ако ја немаме правдата и правото, ние ќе снемаме државата. Тоа е основа, во теорија е тоа така. А гледаме дека и во пракса за малку, ако дозволевме да останат тие на власт, дека ќе уништат државата. Значи тешко е, меѓутоа се бориме, жестоко се бориме и јас верувам дека ќе се избориме. Како со вакво судство, што го спомена, настрана оние 2% доверба кои што се факти, кои што се можеби нула, имајќи предвид дека статистичката грешка обично се движи во тие рамки од 1,50, 72, некади до 3 оди маргината. Но еве, се случува тоа што се случува, зборуваме за процесот која што е истрагата во Кочани, ќе заврши се супер фантастично, судот ќе биде тој кој што ќе треба да го процесуира натаму она што е обвинението, кој што ќе биде, еве, да речеме, најдобро склепано од овие кои што треба и да се заменат, но еве благодарение во наводници на несреќата како Коцевски кој што имаше започнато постапка за разрешување, го оставивте како нели власт да биде бидејќи ситуацијата беше таква. Да. Тоа сите го оправдаа, народот тука немаше збор, но еве тој остана и се разработува, што е право, значи ако се сакало можело да се работи, но сега повторно ќе дојдете до ситуација и Македонија ќе дојде до ситуација, обвинението нека е направено најдобро што може со сите нишани, ако судот кој што треба понатаму да го процесуира овој случај, заглави, како ќе одиме натаму? И како Македонија, тука буквално е прекршување на општеството во овој момент. На целата приказка, на системот. Тогаш во тие услови ќе се активира собранието. Значи има механизми кои што ќе можат да одговорат. Значи не останува само судот, не направи ништо и толку. Јас реков, значи ние како собрание не би требало да се мешаме сега во оваа фаза. И треба што повеќе политиката да ја исклучиме. Так. Ние треба да правиме на некој начин притисок, реков, во јавноста за да се води, за да се држи будно, под будно око да се држи истрагата. Так. Меѓутоа не треба да сме тие кои што ќе ја водиме истрагата. Ние немаме надлежност да водиме истраги како собрание. И треба што е можно повеќе политиката да држиме од ова работа надвор. Затоа што тука е веќе стручност во прашање, професионалност. Тие луѓе треба таа работа да се истерат до крај. Исто така и во процесот пред судот. Меѓутоа, ако видиме дека такво нешто не се процесуира, односно дека има забошутување, сега не сакам да преюдицирам, се надевам дека сите во Македонија сакаме да се разреши, да се види кој е вистинскиот виновник што доведе до оваа ситуација и вистинскиот виновник или вистинските виновници да се најдат позади решетки, за да застане, односно да ја прекинеме таа неказнивост во Македонија, за тоа да биде пример за останатите, да не си играат кога потпишуваат, да не си играат кога не превземаат, да не прогледуваат низ прсти. Тоа мора јако тоа да го сигнализираме кон сите функционери, кон граѓаните, значи кон општеството мора да се сигнализира, затоа што ако погледнете на мапата, знаете, на многу мапи Македонија или е во црвено или е во жолто. Во сите области. Зборувам изминативе 7, па и повеќе години. Ние треба да се трудиме. И црвено и жолто знаеме што значат. Треба да се трудиме на некој начин Македонија да ја направиме едно
достојно место за живење. Може би во еден нареден период од едно 8 до 10 години, па и досадно место за живење. Значи, каде што ќе функционираат правилата и законите, каде што ќе нема учество на функционерите, дали бил Али Ахмети, дали бил некој друг кој што ќе се јавува и ќе диктира пресуди. Зоран Заев претходно и така натаму. Мислам дека тоа нашиот премиер го прави сега во моментов. Гледате дека нема никакви притисоци, нема јавувања, нема закани кон делот од тие органи, значи кои што на вистина заслужуваат, според мене, ова е моје лично мислење, да бидат санкционирани. Полицајци се приведуваат за промена и полицајци. Па да, и треба да се приведуваат. Секој што не превземал треба да се одговара. Јас не сакам, викам пак, да преюдицирам и да викам виновен е. Тоа ќе си го кажат органите на крај. Меѓутоа, не треба на никој да му се прогледува низ прсти, затоа што ако на еден се прогледа, а на друг не се прогледа, тоа е селективна правда и тоа е неправда. И тоа не треба да се дозволи. И мислам дека во овој момент тоа го немаме. Меѓутоа, пак викам, ајде да почекаме истрагата да заврши. Еве, ака и да е за неколку седмици треба да заврши, да видиме со што ќе излезе јавното обвинителство, јавниот обвинител, па после тоа ќе можеме да дискутираме малку и поотворено. Многу е лошо, викам пак, да се дискутира за нешто што е во тек и нешто за кое што ние немаме информации. Информациите што ги добиваме се од медиумите. И многу е лошо да коментирате нешто што е по медиуми, а не ви е фактички потврдено по документи и така натаму од јавна институција. Значи институција која што е надлежна за таа работа. Добро, но праксата си ги наметнува тие работи и искуството кое што најчесто е горко. Зборуваме за судство, еве последните примери. Апелација гостиварска која што го одобри она 2 години казна затворска за човекот кој што на пешачки прегази девојка, односно 22 годишната Теодора, кој што почна. Сразмерноста, Љупчо, сразмерноста, носењето на пресудите и на одлуките во Македонија за жал не постои. Сега они ќе се повикуваат на одредени законски решенија и така натаму, и јас тоа го разбирам. Меѓутоа, пронајден е начин како да не се заобиколи. Да се заобиколи, ето така. Многу е лошо што сразмерноста во Македонија не постои, односно колкаво е делото, толкава да биде и казната. За жал, не сакам да банализирам, меѓутоа за 100 кебапи да украдете, може да се случи да одговарате повеќе отколку ете што споменувате за некој кој што може би под дејство на алкохол или дроги ќе направи убиство, ќе прегази пешак и така натаму. Нешто што е катастрофално во системов и тоа ќе мора да го менуваме. Тоа ќе мора сите заеднички да го менуваме. Затоа викам јас ги повикуваме сите. Не само ние, мислам, ние сме комотни сега од тој делот на број на пратеници и така натаму. Меѓутоа, сите политички чинители и фактори треба да се вклучат во ова и да дадат поддршка, а не да размислуваат како да завиеме уште еден клин на владата која што тргна и работи, тоа го гледаат сите. И дајте сега да се обединиме околу оваа структура која што во моментов навистина носи добро за граѓаните, за да направиме нешто. Да направиме за сите нас, од ова ќе имаат бенефит сите, ќе имаат и политичките чинители бенефит. Тоа е моето мислење. Вчерашното исто така искуство наведува кон нешто што е недоверба, што се вика кон судот. Зборуваме за апелација која што исто така во случајот на Јаоски, Пуцко Петрол, го ослободи од затворски притвор воопшто, значи само има мерки на предпазливост, оставање на пасошот, нема ни домашен притвор и од време на време јавување. Зборуваме за 167 милиони тежок криминал, но меѓу другото зборуваме и за можно труење на граѓаните со канцерогени материи во однос на она што било горено во тој адитив случајот, нели? Еве повторно еден случај кога апелација која што всушност го зафркна народски кажано кривичниот суд, кој што рече не може, нели? Се обиде и обвинителството. Сите се посомневаа, а некој пуштил пари таму, за да дојде до кривичниот суд на основниот суд Скопје, кој што рече нема шанси, делото е такво и такво и има шанси да влијае врз сведоците и се, го оставија во притвор, за да апелација на крајот рече во рете, тој нека даде 2 милиони од прилика евра, иако има стотици, нели, што за него не би требало да биде проблем, и се случи она што се случи, го ослободуваат од затворски притвор, повторно еден удар и повторно зголемување на недовербата кон судовите, односно ако имате пари, знаете што ќе се случи во Македонија. Како да ги преминеме овие работи? Овие судски примери кои што за жал покажуваат дека не ни се пишува розово на тоа поле на судството.
Па ете токму тоа, неказнивоста, подкупливоста, Повторно корупцијата доаѓаме и до така тоа. натаму. Кругот, Тоа е волшебниот, кругот. да. Тоа е кругот што цело време го говориме. Еве да почнеме со оставки од овие на кои што се им изгласани интерпелации. Од тоа да почнеме. Каде се сега да се јави судскиот совет во врска со оваа одлука? Така. Нема никаде, молчат, значи се кријат. Мора да најдеме излез од оваа ситуација. Реков, да почнеме со оставки од тие кои што им изгласавме интерпелација и да почнеме со реформи конечно. Се надевам дека во наредниот период ќе проработи. Се надевам дека ќе проработи свеста и кај тие лица кои што тоа го прават и ќе бидат свесни дека еден ден ќе има и за нив одговорност. Дека никој не е недопирлив. Точно е дека по устав не можете вие да обвините судија за носење на одредена одлука. Меѓутоа, ако се докаже дека земал нешто за да ја донесе таа одлука, нешто што имавме случај да го видиме во изминатиот период, откако е оваа влада на власт, значи обвинување, нели, и за судија, и за обвинител кој што земаа мито, значи фатени директно со пари, така да треба да си водат евиденција и да знаат дека еден ден можеби правдата ќе затропа токму и на нивната врата. Затоа што тоа кое што го прават во моментов тоа е неправда. И тоа не фер е кон граѓаните, затоа што тие граѓани плата земаат, и тоа е нефер кон општеството, и тоа е нефер кон државата, затоа што тие работи што во моментов ги прават, на крај влегуваат во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија на одредено поле. Кога ќе видите дека имате зголемување на носење на такви пресуди, а во моментов тоа го имаме, токму тие структури, кога ќе видите дека имате раст на корупцијата, Македонија тогаш влегува во жолто и во црвено, како што го реков. И тоа е, затоа реков, не фери кон самата држава и тие лица кога тогаш ќе се соочат со одговорност. Зборуваме за човекот чишто татко е дел од Дуи, односно пратеник на Дуи за Јаовски, кој што пак Дуи како Дуи се обвинети дека шуруваат во некои работи кои што не треба и дека се обидуваат и во власта да роварат. Тоа беше случајот, она што беше во јавноста не се докажа секако. Зборуваме за Тара Вари кој што нели оние превирања во коалицијата на Вреди, која што е во коалиција со вас во власта. Еве, наметна, мислам дека повеќе опозицијските медиуми тоа направија драма, не баре кој знае што се случува, власта е стабилна, колку што имаме пратеници, односно 64 имате само со знам, настрана останатите. Не зборуваме за онаа заевата влада која што имаше 44 пратеника и Дуи чим им заржеше мораше да дадат се што треба, најчесто и она што не треба. Значи, еве, твој коментар за владата, коментар каква е стабилноста на владата, но еве и што се случува од ваша гледна точка во коалицијата Вреди и колку тоа може да влие врз на тамошната работа на владата. Видите, факт е дека има таму одредени дисонантни тонови во тој дел. Зборувам за коалицијата Вреди, Влен, кои што имаат на некој начин можеби несогласување внатре во, не можеби, него тоа веќе и во јавност излезе, дека имаат несогласување помеѓу себе во самата коалиција. Она што јас го гледам, значи во делот на функционирањето на владата е во Министерството за здравство, каде што е министерот Тарвари, се не е тоа мој ресор, не го следам. Меѓутоа, факт е дека еве го Министерството добро реагираше сега, колку може да се каже добро во даденава ситуација, во трагедијата со Кочани. Значи, во делот со тоа што сме го наследиле, факт е дека имаше интервенции, значи, кои што за среќа помогна голем број на животи да се спасат. Испитувањето на јавното мислење го потврди тоа, 70 на од граѓаните мислат дека Министерството за здравство и секторот реагираше. Така, тој дел сега е поред. И мислам дека тука добро функционираат. Сега не знам детали, тоа треба можеби премиерот да се праша подетално. Меѓутоа во делот на партиските превирања внатре, тоа се сепак внатре партиски работи. Ние со нив сме склучиле договор како со коалиција. Не сме склучувале со секоја партија посебно. Така да, јас се надевам дека ќе најдат некое заедничко решение, зашто па ние не знаеме, во политиката викаат дека многу работи се возможни. Не е се дека е
возможно, меѓутоа многу работи се и возможни. Денеска ќе се скарате, па утре ќе се помирите и така натаму. Ние не знаеме дали еве сега ако се разотидат тие дека утре на локалните избори нема да си дадат поддршка. Можеби ќе бидат коалиција и така натаму. Има разни опции. Меѓутоа, ако излезат овие шпекулации во јавност, не е да говориме и да коментираме шпекулации кои се веќе во јавноста, дека имале некаков претходен договор со Али Ахмети и така натаму, дека се среќавале. Сега едниот вика дека само се слушнал по телефон, Ахмети изјавува дека 3 пати се виделе. Тоа треба да се потврди, значи треба да се види. Очигледно е дека еден не говори вистината, нели така? И од тој аспект треба да се знае дека секој што соработува со ДУИ или е партнер на ДУИ не може да биде партнер на нас, на ВМРО ДПМН. Зошто? Па нашето предизборно ветување беше дека ДУИ ќе отераме во опозиција и ние ја отеравме ДУИ во опозиција. Знаете, некако се заборави тоа, иако никој не ви веруваше, дека ќе го одржи. Како тоа да беше многу лесно, па никој не веруваше. Сите викаат, џабе зборувате, пак ќе направите со ДУИ. Не направивме со ДУИ коалиција. Ги отеравме во опозиција ДУИ. И затоа се такви нервозни сега, зашто не се навикнати да бидат во опозиција. Меѓутоа да се вратам на прашањето ваше. Мислам дека треба работите да се решаваат во еден разговор, во еден диалог, преку изнаоѓање на модалитети кои што се добри за државата, за просперитет на државата, а не на поединци. Затоа што, знаете, кога го ставате поединецот пред интересот на тимот, односно на групата, тогаш губат сите. И првиот, и тимот. Јас искрено повторувам, се надевам дека ќе се изнедат одредени решенија. Какви ќе бидат тие, не можам да знам. Она што се однесува до стабилноста на владата, тука не треба да се грижи никој, затоа што реално изборните резултати се многу јасни, многу силни. 58 пратеници сами имаме, нешто што е навистина дава една комоција во тој дел и дава на владата, значи да може да ги спроведува политиките согласно устав и закон. А нормално со политичката партија знам сме тука исто така комотни. Влен исто се тука, така да господинот Таравари што ќе одлучи, како ќе одлучи понатаму останува на него. Реално ние и со него и без него имаме над 70 пратеници. Сепак, значи, она што е најбитно, опозицијската желба која што наликува на она кокошката гладна сонувала просо за нестабилна влада се далеку од вистината. Не може да дојде на нестабилно. Знаете, над 60 пратеници имаме, значи, како да ви кажам, СДСМ и ДУИ, ако ги погледнете во изминатиот период, правиат такви обиди. Се сеќавате, сите овие партии ги ротираа, помалите албански партии ги ротираа во владата да ги истрошат, да ги потрошат. Тоа ДУИ го правеше. Ги трошеше останатите албански политички, условно кажано албански политички субјекти, иако за мене тој префикс не сакам да го говорам, меѓутоа ете за полесно разбирање во јавноста, ги трошеше тие субјекти. Сега немаат кого да потрошат реално. Да, може да најдат одреден муабет, одреден разговор можеби со Таравари. Меѓутоа не би можел јас тоа да го говорам затоа што немам информации. Јас повторувам, би било добро сите работи да се решаваат низ диалог и заедничко разбирање со една единствена цел реализирање на програмата за владината програма која што сите сме ја гласале. Затоа што најважно од се е тоа што овие гласови и на Алијанса на албанците и на останатите членови на Влен, односно на Вреди, се анти-ДУИ гласови. Тие се анти-ДУИ. Така да останува да видиме што ќе следи. Колку ова сето ќе влијае на локалните избори кои што се одржуваат за околу 5 месеци, значи каде и да е ќе почне она предкампања, кампања, ќе ги слушнеме претпоставувам и имињата на кандидатите и од вашата страна, од коалицијата, од СДСМ, од ДУИ, но колку ова што се случува сега може да влијае врз резултатите на локалните избори? Па не мислам дека ќе влијае на резултатите на локалните избори, ги гледаме анкетите. Точно е дека во тој спектар на сега зборувам во албанскиот кампус, Алијанса на албанците предводена од Таравари има одреден процент на гласови кои што
се за нијанса повеќе од останатите. Тој има ист рейтинг со Филипче. Па тука некаде. 3,8 се тука исто. некаде. Јас Филипче веќе него ни гледам, да ви кажам, како политички противник. Мислам, таа партија девастирана. Сум го кажал тука кај вас во емисија. Тоа е партија која што никогаш повеќе нема да биде стожерна партија, околу која ќе се вртат останатите политички субјекти за да направат влада во иднина било кога. СДСМ може да биде во влада, меѓутоа може да биде придружен партнер, меѓутоа никогаш нема да биде стожерна партија, така да СДСМ веќе не ги ни гледам. Меѓутоа, на локалните избори, она што јас можам да го кажам е дека ќе однесем убедлива победа. Нешто што е и за очекување, реално. Кој ќе видите дека во изминатиот период нашите градоначалници реално направија разлика од нивните претходници. Значи има проекти. И кој ќе на сето тоа го додаде тоа што сега го прави владата, преку директно впумпување на финансии во општините. Баш пред некој ден гледав и со одредени градоначалници правев одредени разговори. Престрекни се, знаете, затоа што кој ќе ви влезат 6 до 7 милиони евра во општината само за проекти, не за пополнување на одредени комунални услуги и така натаму, за исплата на одредени давачки, не, туку директно за проекти, нешто што е видливо, што е опипливо. Тие се пресрекни затоа што ќе можеме нешто да направиме за граѓаните. Впрочем, па тоа и политиката. Вие сте дојдени за да направите за граѓаните, да оставите нешто позади вас, не да си направите за себе, нешто што го правеа во изминатиот период. Мислам дека кога сето тоа ќе се собере, кога ќе се видат резултатите на централната власт предводена од премиерот, тој инфраструктурен бум кој што се случува и ќе се случува во наредниот период, значи во моментов рековме некаде над 1000 проекти треба да бидат почнати. Јас дури се плашам од каде ќе најдеме реално механизација за да се реализираат сите тие проекти, затоа што премногу проекти се и на тој начин реков ќе ја препородиме државата. И тоа граѓаните го препознаваат. И затоа јас сум убеден дека резултатите од изборите ќе бидат јасни. Уште пред да почнат изборите, ние ќе ги имаме добиено изборите. Јас од тој аспект сум комотен од таа страна. Меѓутоа, од друга страна, па тоа е дополнителна обврска, за да што повеќе имаме контролни механизми, ние самите внатре, и во партијата, меѓутоа и во државата, затоа што на крајот на криштата, знаете, кога немате силна опозиција од другата страна да ве критикува, да не ни се случи да отидеме во друг правец. Не викам дека тоа ќе се случи. Убеден сум затоа што во изминатиот период немаме скандали и афери за нашите градоначалници, како што имаше за владата на СДСМ. Дали е тоа круцијалното и вие како влада тоа ми дава на не мене за право да тврдам дека и во иднина ќе се продолжи со тој интензитет. Мислам дека најголем дел од градоначалниците ќе бидат потврдени, значи тие што се сега, тие што добро работеле, анкетите се во тек. Верувам дека ќе има и нови имиња, затоа што очекуваме да освоиме и повеќе градоначалници од сега што имаме, значи ќе има и нови имиња на одредени места и ќе однесеме победата. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме и за Европската унија, ќе зборуваме за НАТО. Тоа не чека во вториот дел. Одиме со кусиот блок реклами, со нас е Драган Ковачки. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Драган Ковачки. Драган, зборувавме во првиот дел за внатрешната политика, вториот дел да го посветиме на надворешната политика, на сочувањата НАТО, Европската унија. Еве како човек кој што е поврзан со безбедноста, со НАТО комитетот, каква е во моментов позицијата на Македонија во НАТО? Видете, еве за тоа колку сме почитувани во НАТО, најдобро говори последниот состанок на постојаниот комитет на парламентарното собрание на НАТО, кој што се одржа во Скопје. За жал се случи неколку седмици после трагедијата во Кочани и не успеа да добие публицитет тој настан од разбирливи причини, нели? Сите бевме шокирани, на некој начин и бевме така под емоции кога се одржуваше тој постојан комитет. Значи, дојдоа сите шефови на делегации, дури дојде и шефот на грчката делегација во Македонија, значи во Македонското собрание, каде што нешто што е за поздравување, да речам. Дојдоа скоро сите делегации, неколку само отсуствуваа поради оправдани причини.
Реално она што ние сме го направиле во изминатиот период е за поздравување во поглед на политиките. Видите, НАТО нема една генерална политика кон Украина, меѓутоа тоа е оставено на земјите членки индивидуално да го прават и ние како држава сме еден период бевме во првите топ 5 држави кои што има дадено помош на Украина, дали во оружје, во амуниција, во опрема, хуманитарна помош и така натаму. Нешто што многу помокни држави го немаат направено, зборувам по глава на жител сега, генерално. И од тој аспект сме почитувани како држава. Во НАТО е значи еден форум во кој што можеме да отвараме теми кои што треба да ги експлоатираме, кои што се поврзани со безбедноста на Македонија и тоа го правиме. Посебно од аспект на тоа што во НАТО членува, односно имаме една земја сојузник која што не блокира на нашиот евроинтегративен пат, што јас го сметам за безбедносно прашање, таа блокада. И не само јас, сите што се бавиме со оваа работа, знаеме дека тоа е безбедносно прашање. Односно, тоа е прашање кое што е поврзано со просперитетот, значи развојот на државата, меѓутоа со блокирање на просперитетот, вие влијаете на стабилноста и влијаете на безбедноста. И тоа може да го искористат разноразни фактори од надвор, кои што па може да влијаат и внатре, значи преку одредени структури за дестабилизација, за и така натаму. Сега да не ги редам, не сакам да ширам паника. Меѓутоа факт е дека еден наш сојузник во НАТО го блокира просперитетот и влијае на стабилноста, се обидува можеби да влијае, не верувам дека тоа е случајно, на стабилноста на нашата држава. И тука можеме да ги отвориме тие теми во тој форум, да поразговараме и да побараме разбирање од останатите членки, да ги објасниме нашите позиции, дека со тоа што се блокира државата во незиниот евроинтегративен пат и развој, се влијае на безбедноста и на јужното крило на НАТО. Тоа не е само Македонија. Македонија не е изолиран случај. Од тие причини наидуваме на разбирање, значи сите го гледаат тоа и повикуваат на изнаоѓање на едно заемно прифатливо решение кое што нема да ги навреди чувствата. Нешто што ние сме го комуницирале со јавноста во изминатиот период и на што реално би требало да се согласат нашите сојузници овој пат во НАТО, а нашите котничари за Европската Унија. Во моментот кога, еве да речеме, ако дојде до тоа, ние би биле пресрекни, нели, затоа што ќе се откочи тој евроинтегративен пат и ќе можеме да настапиме кон заедништво, кон рушење на бариерите, на границите и така натаму, соработка со сите соседи, нешто што е исконски сон, да кажам, на сите македонци, и на тој начин да се поврземе и со македонците кои што живеат и од другите страни на границите. Мислам дека имаат разбирање останатите држави, меѓутоа сите упатуваат на тоа дека станува збор за билатерален спор, нешто што е преседан од тие односи направен помеѓу државите. Имало билатерални спорови, меѓутоа се изнаоѓале решенија. Гледате, некој ќе излезе на кафе, па ќе се донесе одлука. Ситуација каде ќе се дозволи да се оди на арбитража и така натаму, на суд. И она што ние го бараме, знаете, и што го објаснуваме е дека, ете, немаме ние ништо против нашите соседи, и реално и немаме. Меѓутоа, бараме да се спроведе тоа што веќе некоја европска институција, тоа е Европскиот суд за човекови права, го има донесено. Каде што нашиот сојузник во НАТО, викама Кочничар за Европската Унија, го поддржува тој суд, нели? Меѓутоа не ги поддржува одлуките на тој суд и не ги спроведува. Така да, од тој аспект, мислам дека добро котираме, меѓутоа ќе видиме како ќе се развиваат работите во понатамошниот период. Како разбираат и како гледаат на тој факт што ние сме реално шампиони во однос на како блокирана држава. 16-та година. Кос, да. Првата препорака на Европската комисија за отпочнување преговори се случи далечната веќе 2009
година, пред 16 години, за да 10 години не блокира Грција. Првото вето е 2009 за отпочнување преговори, до 2019 кога го сменивме уставното име. За жал, но еве грците тогаш наводно се тргнаа за да настапат сега бугарите кои што 6 години, тогаш прво со Франција нели помошта која што смени нешто околу проширувањето, се потоа испадна францускиот предлог. Значи 16 години некој не блокира и ние не почнуваме преговори. Во меѓувреме оние кои што не беа ни со Абер дека некогаш ќе почна преговори, еве почна, зборуваме за Албанија, ние бевме подобри од Црна Гора и со бевме на рамниште на Хрватска, бевме дури подобро котиравме во НАТО од Хрватска за да не влеземе на самитот нели во Букуреш кога не блокира и сето тоа, но еве 16 години сме заложници за да дојде еврокомесарката која што ја спомена Марта Коси да рече ние сме биле тажна приказна. Тажна приказна се тие ако гледаме реално кои што 16 години не направија ништо околу тие билатерални блокади, не уценуваат со копенхагенски критериуми, хармонизација на законодавство. Не, само билатерално, да. Наш проблем е билатерален проблем. Видете, мислам дека дури сега не ме фаќате се збор, меѓутоа мислам дека договорот за стабилизација и асоциација го потпишавме дури пред Хрватска. Хрватска веќе е членка на Шенген, значи го има во тој сојуз е веќе стабилна членка, да речеме, ние не сме ни почнале преговори. Што е за поздравување сега за Хрватска. Јас им посакувам се најдобро, тоа е братска Хрватска, не поддржува. Нивниот председател да, тука е. Меѓутоа, она што нам ни се случува, затоа и не нарекува нели тажна приказна, меѓутоа не сме ни тажна приказна заради нас самите. Тажна приказна сме затоа што да, имаме сега ние одредени слабости, пропусти, меѓутоа знаете, на малите држави, на малите народи се некој од страна им диригира и им ги кажува работите како треба да се прават. Знаете, они како да си нема доволно дома проблеми, па наоѓаат проблеми кај нас во нашава држава и ние ете со отворени раце ги чекаме, прифаќаме се што тие ќе кажат. И до сега во изминатиот период се што побарале од нас ние сме го направиле како држава, зборувам стратешки. А тоа се стратешки грешки според мене, меѓутоа тие се веќе направени. Останува делот каде што рековте ве копенхагенски критериуми, еве барем да почнеме во борбата со корупцијата, нешто што почнавме да го правиме, да почнеме со владењето на правото, за да навистина утре кога ќе разговараме, речат да еве навистина овие луѓе и оваа влада е различна од овие претходниве и сака да напредува кон Европската унија. Затоа што има една генерална слика во Европската унија дека без разлика што вие ги правите овие отстапки што некој друг ви ги налага, не знам, од соседите, кога внатре не ви е средено, како што беше случајот нели со Заев, со Ковачевски, со енормното ниво на корупција, не сакаа да не гледаат. Амбасадори се сеќавате дека јавно изјавуваат дека е колкаво е нивото на корупција. Сега никој не сака корумпирани крадливи во сопствена средина и во сопствено окружување. Ние тоа треба да го поправиме, значи ние мораме да работиме на поправување на имиџот и внатре. Кога ќе си го поправиме имиџот внатре, помеѓу нашите граѓани, верувате дека ќе го поправиме имиџот и према надвор, према Европската унија. Во меѓувреме, нашата надворешна политика, предводена од министерот Муцунски, премиерот секако тука, кој што е можеби најактивен на сите полиња, тоа можам да го кажам слободно, председателката, значи исто така има своји ингеренции во надворешната политика, верувам дека кога одат ги презентираат овие наши достигнувања кои што ги имаме во државата, пречките со кои што се соочуваме во развојот на државата и мислам дека добро тераме работата. Верувам дека во наредниот период, сега не можам да говорам со датуми и така натаму со рокови, меѓутоа верувам дека ќе направиме некаков квалитативен исчекор за доброто на граѓаните. Значи да го видат подобрувањето на самиот животен стандард. Колку може да ни помогне она што е нова иницијатива во Европската унија, се повеќе земји зборуваат за тоа, за укинување на унитарноста во однос на гласањето токму еве за проширувањето, нешто што би значило дека правото на вето ќе се укине, на што Бугарија веднаш скокна преку Јотова, не можело тоа така да биде. Видете, тоа право треба да го укинат тие што треба да се, значи, треба да си го укинат сопственото право. Да. Така се носат одлуките. Меѓутоа, Европа треба да биде свесна и мислам дека е свесна. Зборам Европска унија, мислам,
На својата источна граница има војна. Не знам колку е на повидок завршувањето на војната. Не можам да преюдицирам. Тоа го прават, тие преговори ги прават многу помоќни од нас. Немаме информација како ќе заврши таа војна. Меѓутоа, многу малку фали работите да ескалираат. Европа, кога ќе ја погледнете како целина, во моментов има една дупка црна која што се наоѓа на Балканот. Неинтегрирана. Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина. Таа црна дупка има потенцијал, баш буквално црна дупка, да вовлече се во себе. Зошто го говорам ова? Го кажав пред малку. Ако ова не се интегрира, некој од надвор може тоа да го искористат и да го злоупотребат. И затоа е потребно тоа да се овој дел да се интегрира во Европската унија. Нема време за чекање. Европа мора да најде начин да им помогне на овие држави, на целиот Западен Балкан. Сега јас себично си гледам само за Македонија, меѓутоа ќе бидам среќен кога и тие ќе напредуваат, затоа кога нешто се случува лошо во комшиите, ќе се случи утре кај вас. Затоа можеби треба за сите заеднички. Меѓутоа ние да си гледаме само за Македонија. Мора да најде начин. Дали тоа, реков, ќе биде со некој ќе оди на кафе или како што го направија во изминатиот период, или некој друг модалитет ќе се најде. Тоа не е наш проблем. Меѓутоа, може да биде проблем за Европа доколку не се интегрираме. Да, ќе биде можеби утре и за нас проблем. Меѓутоа, проблемот ќе биде на Европа. На Европа не и требаат нови проблеми. Европа е према себе свртена во моментов. Има отсуство на лидерство. За жал, тоа е моje лично мислење, ќе го кажам. Има отсуство на лидерство. Верувам дека еве сега со изборот на новата влада во Германија ќе добие лидер таа Европа и дека ќе се освестат да ги поправат грешките и неправдите кои што ги нанесоа на Македонија во изминативе децении. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. И мене ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.